Како воздух дишат скопјани? Кои се последиците од загадувањето? Дали граѓаните знаат да се изборат за своето уставно право да дишат чист воздух? Ова се дел од прашањата за кои во студиото на Радио МОВ ќе дискутираме со неколкумина представници на граѓанските иницијативи. Попладне во сона се Ангела Илиевска од Дишеме или ки издишеме, Ленче Даниловска и Невена Георгиевска од Заедно за заштита на зеленилото во Карпаш и Мерима Кондев од Стоп за смрдејата во аеродром Илисич. Се собравме повеќе жени во студиово, намерно или не, да зборуваме за една тема која што сите и тоа како не засега. Па дискусијата ќе ја отворам со тоа што ќе потсетам на членот 43 од Уставот кој гласи: секој човек има право на здрава животна средина, секој е должен да ја унапредува и штити животната средина и природата. Републиката обезбедува услови за остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина. Тоа стои на хартија. Во каква животна средина живеат скопјани и како воздух дишеме? Ангела? Во каков воздух. Значи, нашата иницијатива излезе со бројки кои што долго време беа оспорувани од институциите, а тие бројки токму се наоѓаа на нивните официјални страници. Меѓутоа, нашата иницијатива повера само тие да бидат соопштени јавно, не само да стојат на интернет страниците, а тие се и во овој момент ќе потсетам. Над 867.000 лица со респираторен проблем, од кои морам да нагласам, деца до 6 години 282.660. Значи, после оваа бројка дали треба да се дискутира каков е квалитетот на воздухот во Скопје. А дел од луѓето овде имаат деца, што се случува со вашите деца? Еве јас ќе кажам пример, бидејќи така, веројатно мојата иницијатива ја мислам самата некако се сама мотивирав баш поради причината што е добро позната на вас кои сте тука со мене, моето дете, поради тоа што ние буквално, значи лани лежавме на клиниката за детски болести во одделот за пулмологија со пневмонија, која што идва ја излечивме и од која што веројатно постојано се воват последици при кога се намалува температурата и кога загадувањето е поголемо. Немаше конкретен резултат, немаше зошто се појави таа пневмонија кај здраво право дете кое преку ноги буквално за 24 сати разви симптоми на пневмонија. Мислам, тоа беше феномен. Буквално докторите се чудеа како е тоа можно со никаква бактерија, ништо, одеднаш почнува кашлање, за 24 сати фаќаме пневмонија и лежиме на клиника 10 дена. После тоа, значи, цело време ние се трудиме на превентивен начин, посебно кога е грејната сезона, да ги избегнеме тие симптоми и да не се повтори истото кај малечката. И тоа што мене ме загрижува е дека сигурно не сум само јас ваква приказна. Вие живеете во аеродром, Невена живее во Карпаш. Што се случува во Карпаш? Истото, мислам, исти воздух дишеме, дали помалку или повеќе, све е тоа над дозволена граница. Значи, границите се негде 35 дена годишно над дозволена граница. Кај нас се, не знам, над 100-200 дена. Дури сум гледала податоци кога и не е грејна сезона, значи кога е навидом воздухот чист, концентрацијата е над дозволена. Иначе кај нас у Карпаш мирната станица е во дворот на школата. Значи најмеродавно децата што дишат. Во моментов PM10 частичките се 131 микрограм на метар кубен, значи во Карпаш, тука негде се и во Лисиче. Значи 2,5 пати повеќе од дозволеното. Од максимално дозволеното. И тоа во чист ден како денеска. Така, тоа веројатно кажува многу. За оние кои што сега се вклучуваат на Радио МОВ, да најавам дека ова е само една од низата дискусии кои што ќе ги имаме посветени на загадувањето на воздухот. Актуелен е и хаштагот Не се дише, каде што може да ги проверите сите текстови кои што досега се објавени на темата и да проверите какво е во моментов загадувањето на воздухот. Секако успеавме да направиме еден график во соработка со Горијан од Мој воздух. Сите кои што имаат прашања во текот на оваа дискусија може да го користат овој хаштаг и да ги постават своите прашања или коментари на темата. Ве охрабрувам да го направите тоа. Овој пат сме со граѓаните, во следните дискусии веќе ќе се обидеме да стигнеме и да ги повикаме и институциите, ќе видиме колку ќе успееме во тоа. Во моментов најактуелни се протестите во аеродром. Групата на Facebook постои повеќе од една година, поплаките на граѓаните на оваа група се секојдневни и во лето и во зима. Велите дека во Лисиче не може да се отвори прозорец. Па ако се придржуваме кон препораките кои што секојдневно ни се даваат дека не треба да проветруваме, да, не може да се отвори прозорец. А колку е тоа реално во пракса така,
Тоа е веќе друго прашање. Мислам, знаете колкави се бројките секоја ноќ, посебно после 20 часот некаде, мислам, тоа е никако не смее да се излезе надвор, ни да се помисли да се излезе надвор. Ние попладне, кога имаме некакво време да искористиме за интеракција и за поминување на тие неколку часа слободно време, за жал мораме да седиме дома. Оно што е интересно во аеродром е што во периодов во текот на зимата, надлежните велат дека најчесто загадувањето е од тоа што луѓето се греат, имаат оџаци, ставаат работи кои што не се за греење во своите ќумбиња. Што се случува во лето? Апсолутно, тоа е една од причините. Апсолутно, значи постои фактор, бидејќи насилбата Лисич е една од околните и тоа доста близко на воздушна линија, многу мала од нас, и факт е дека таму не се контролира со што се греат граѓаните, за жал. Меѓутоа, видете, јас не знам колку стотици години наназад народот во Македонија се грее на дрва. Мислам, тоа е смешно да се коментира. Ако веќе зборуваме за дрва, ако зборуваме за некакви други грејни тела кои што се ставаат во нивните печки, јас мислам дека тоа многу лесно може да се реши, па не знам, 3 дена да се прати некаква инспекција која што е надлежна за тој проблем, може веднаш да се реагира, дали се палат гуми или слично. Меѓутоа, тоа е смешно да се коментира кога ние во август имаме загаден воздух. Така да не верувам дека се тие главните причините. Да. И жителите, може така, и жителите на Карпош се слободно вие сте неодамна, вас најмногу ви изиритира новите урбанистички планови на општината, со која што парковите се претвараат во бетонски објекти. Како беше создадена вашата иницијатива заедно за заштита на зеленилото во Карпош? Многу спонтано, во ек на одмори, во средина на август, разбравме сите од Facebook, од Twitter, од некој дневен весник беше, дека веќе имало јавна анкета месец дена претходно. Во сред јули, околу 17 јули, на 40 степени, која беше Рамазан празникот, никој не бил информиран, 10 души биле присутни. И завршило и поднесувањето на документите. Предизвика тоа јака реакција, кој како се враќаше од одмор, се собиравме, почнав прво во училишниот двор да се собираме група луѓе, дури првиот ден и почнали со првиот ден да имаше 150 луѓе собрани, барем толку дадовме подписи. И после продолживме да. Следните 2-3 недели се собиравме секој ден околу 6 часот, не знаевме што точно треба да правиме, спонтано беше. Од кај тој револт за заштита на зеленилото во вашата општина? Карпош 4 е правена по сите нормативи 70 години, после земјотресот, значи не е нешто надградувано, него правено од нула по сите нормативи за урбано живење. Во меѓувреме стави уште дополнителни 2 згради, меѓутоа зеленилото горе-доле се задржи. Сега проблем е нешто што ни сеча, не ни надополнија. Она што требаше да се што беше планирано со нацрт деталниот урбанистички план во јули што го презентира, најуваше во една таква малечка населба да стават плюс 3 деловни, плюс 3 стамбени објекти, 11 надземни паркинги и 8 подземни паркинзи. Физички нема простор кај да се стават. Па после не убедува дека тоа е фиктивно, дека не е таа состојбата, како и да е. Нас доволно сити молни направи проблем, не можеме дома да си отидеме. Прашината у суштина она што го мерат, пошто ние имаме загадување исто како во аеродром сега. Малте не еднакво сме, се тркаме кој е болji. Автомобилите што ностоп доаѓаат у сите молни прават страшни проблеми, тогаш се пиковите најголеми на загадување. Пошто PM10, PM2,5 се микрочестички прашина. Значи не само од грејни, не само од ќумбиња, него од автомобили, можеме да направиме од градежни активности, се градат у близина, постојано нешто се руши, се гради. Тежок животот во Карпош? Станува потежок? Потежок. Не е само во Карпош, мислам сегде во градот е генерално и со увозот на стари возила, мислам хаос е. Се гради во центарот, јас работам во центар, значи тој дел Карпош центар секој дневно го поминувам. Идам со точак на работа покрај Кеј. И кога треба да се влезе, значи у центарот на Скопје, покрај сите оние градежни објекти, се осеќа разлика. Значи не е нормална разлика од воздухот покрај Кеј кога ќе доеш у центар.
Меѓутоа се чини воздухот покрај кеот на Вардар не е толку добар за дишење. Ангел, какви се вашите сознанија? Вие имавте една иницијатива која што беше создадена на почетокот на годинава, се вика ќе дишеме или ќе издишеме, многу описно објаснува за што се борите. Што беше присудно за да се соберете заедно и да почнете да ги прозивате институциите како што е Министерство за здравство, како што е Институтот за јавно здравје? Па, нашата иницијатива всушност се формираше на 7 април на Светскиот ден на здравјето и се што ќе се занимаваме во иднина со оваа иницијатива ќе биде токму од последиците од загадувањето кои што ги има врз здравјето на луѓето. Посебен фокус ни се децата. Веќе кога спомнавме за автомобилите, морам да напоменам дека пред непол месец ние извадивме една фотографија во која што со регистрација на возило се одвојува по 110 денари во зависност од кубикажата намината за екологија. Ние како иницијатива сме загрижени каде одат всушност тие пари. И многу не интересира надлежните институции да објаснат каде завршуваат овие пари. Денеска разговарав со еден човек, таксист, наваму кога доаѓав, го прашував од прилика дали знаете вие колку возила има регистрирани во Скопје. Ми рече од прилика околу 150.000 возила моментално секој ден циркулираат во Скопје. Значи тоа се околу 150.000, рачунајте по 110 денари, која е сумата на тие пари. И сакам да знам, например, каде завршуваат тие пари. Дали се наминати за екологија, например, за пошумување, за ставање, не знам, на филтри некакви си, не знам. Какво ви искуството во соработка со институциите? Се обидувате со правото за пристап до информации? Значи, кои се оние мерки кои што ги преземате како иницијатива? Буквално како да ги плашиме тие институции, бегаат од нас. Не ни е дозволен пристап. Пред недела дена бев да видам докаде е изградбата со Институтот за белодробни заболувања за децата, бидејќи ние во април месец испративме отворено писмо до директорот на тој Институт за белодробни заболувања, во кое што го прашавме зашто институтот не е се уште изграден, иако тие имаа ветено дека во 2014 година ќе биде изграден. Тој институт чини 8 милиони евра. Тоа се 8 милиони евра пари на граѓаните, значи не се ничии пари на некоја си политичка партија или на некој директор на таа институција. Тој директор е одговорен пред овие граѓани и пред мајките на тие деца да каже зошто институтот не е готов. Добивме повторно некоја си објаснување и тоа не директно, него преку медиуми во кои што тие сакаат само да се појавуваат дека институтот ќе биде готов оваа година. Пред минатата недела бевме тамо, ни ветија дека ќе биде до нова година, меѓутоа според моите проценки вака со голо око мислам дека нема да биде готов оваа година. Ете такви се нашата комуникација со институциите. Потоа имавме една пресконференција пред Институтот за јавно здравје, во која што бевме видно револтирани и се појавивме со мегафон сами ние како иницијатива пред Министерството за здравство и пред Институтот за јавно здравје и само ја повторивме бројката која што и претходно кажав ја има веќе во јавно е достапна за сите. И од таму имаме молк. Сега дознавме дека они имаат оваа година со еден така наречен твининг проект на Европската унија во септември месец кој започна, има добиено 1 милион евра, 1,1 милион евра пари од Европската унија и тие пари сакаат да ги потрошат за извештај, кој што тие извештаи се нивна должност да ги изработат од буџетот на Република Македонија, а не од твининг проект на Европската унија. Затоа ние се спротивставивме тие средства, 1,1 милион евра, да отидат токму во рацете на Институтот за јавно здравје и Министерството за животна средина, кој што тие воопшто ништо не направија за подобрување на квалитетот на воздухот. Така. Што направи за подобрување на квалитетот на воздухот општина Аеродром? Оттаму велат дека ги имаат преземено сите мерки што се во нивна надлежност за справување со овој проблем, но повеќе очигледно е дека ефектите изостануваат. Какво е искуството на групата која што има неколку илјади членови на Facebook Стоп за смрдејата во Аеродром или Мерима?
Знаете како, јас во таа група конкретно се зачленив пред многу кратко време и не требаше ни повеќе од месец дена да го креираме ивентот, затоа што не мислам дека треба само онлайн да ги пратиме на станите и да ги гледаме тие микрочестички и така натаму, затоа што така сме исто толку летаргични колку што се и нашите институции. Ние немаме никаков фидбек, значи ние пробавме еднашка да закажеме состанок во општина Аеродром, меѓутоа терминот кој што ние го предложивме како таков не беше прифатен. Сега останува од наша страна да дадеме се од нас, за да тие кога ќе го кажат терминот кој што нив им одговара, да собереме некоја мала група на граѓани и да отидеме. Немаме никаква поддршка во моментов, барем ние неколку луѓе кои што сме во Аеродром од никаква институција. Зборувам и за невладина организација и така натаму, меѓутоа сме многу млади, мислам многу нови во целава оваа процедура, можеме да учиме од општина Карпаш и сличните како нас за тоа како малце повеќе да развиеме и свеста кај граѓаните и да допреме малку повеќе до институциите, затоа што конкретно ние цело време зборуваме за институциите, а никогаш институциите не зборуваат за нас. Мислам дека тоа е најголемата болка во сева ова. Ние секогаш се повикуваме, дали е општина, дали е било каква организација која што е, дали е екологија и така натаму. Меѓутоа тие никогаш не се повикале на некаква наша реакција да дадат одговор и отчет за тоа да ние ова го направивме поради тоа и тоа што вие го кажавте. Секогаш оди во една насока целиот труд што се вложува без разлика од која група на граѓани е. Од општина Аеродром, например, во изјавата пред неколку дена што имаше градоначалникот, велат дека перманентно комуницираат со град Скопје за решавање на проблемот со нечистиот воздух, дека биле расчистени депониите, дека се подига парковско зеленило, дека се работи се што е во нивна надлежност да ги подобрат условите за живење на жителите во општината. Знаете како, тоа парковско зеленило што се подига, веројатно нема да бидам жива да ги осетам бенефитите од него ако воопшто останат и тие паркови зеленила таму каде што се насадени. Така да нас ни требаат конкретни мерки што сега треба да се превземат. Тоа не се тие ситници кои што они ги посочуваат како такви дека се направени. Сите сме свесни дека постојат многу големи играчи во целата оваа приказна за која што треба да се откријат кои се, да се посочат и да се направи нешто директно заедно со институциите на кои што ние цело време им се обраќаме за да се реши нашиот проблем. Или кој што има фиданки посадија, а големи дрва стари 30-40 години ги се сечени. Истото се случува и кај нас. Каде тука рамнотежата? Јас имам 32 години, живеам во Аеродром од своји 2 години и го сакам затоа што веројатно живеам таму и мене ме боли секое дрво старо што е исечено и баш се лутам кога ќе видам такви расади кои што знам дека веројатно јас стварно нема да бидам жива кога ќе има бенефити од нив. Статистички преполовено зеленилото последните. Апсолутно, да. Преполовено во Скопје. Цело Скопје. Да. Прашање за сите, има притисоци и обид за замолчување на активистите како вас од страна на надлежните институции? Лично јас не сум почувствувала такво нешто за молчување, можно е, спомнуваат некои. Мери има спомена бришање на коментари? Да, тоа веројатно сите сме го осетиле, ако не се лажам. Апсолутно да, значи ако имате коментар што не поволен за општината, или до било која институција, за кратко време ќе ви го избришат, ако повторувате 2-3 пати, веројатно ќе ви блокираат. Тоа да. Да, и знаете што е најголемата болка? Ако ви ќе постојат такви, пошто горе-доле го баратам Фејсбукот како социјална мрежа, ако мене тоа што ме боли е, ако ви ќе постои профил на определена општина или јавна институција, небитно, на тој профил ние, како и на секој, треба да имаме дозвола да постираме работи. Значи, да постирам фотографија или да постирам принт скрин од микрочестички кои што ги гледам во моментот, пошто тоа е нели отворено, тоа е граѓанско, таму сме ние членови, ние ја креираме таа општина. Тоа не е, значи тие се само профили кои што се отворени да добиваат лајкови од небитно кој и тука завршува целата приказна. Значи, јас не можам да им искоментирам, ако веќе коментирам, тоа се брише. А јас не го коментирам затоа што сум симпатизер или не симпатизер. Овдека ние не зборуваме за политика. Да, добиеме етикети после. Да, мислам сите од кога јас пробав нешто да направам, ме го врта тоа дека треба да се исполитизира. Значи воопшто не правиме ние тука муабет за политика. Поентата е да има ефект. Не, тоа е политика, меѓутоа не е партија, мораме да разграничиме. Значи борбата за чист воздух е политика, значи одредена политика. Добро, зборувам за политика во однос на партиите и на политички определени, да, дека не сме. Во тој контекст ми беше.
да. Да, и одма кај нас не окарактеризира дека сме изманипулирани од опозицијата. Што е апсолутна невистина. Да, Значи, јас ако имавте петиција, значи ја потпишувавте, имаше многу етикети во однос на активистите на Карпош. Што се случуваше пред неколку месеци, че нам беше? Вака, значи, во главном сите се запознаени со граѓанската иницијатива што се собира потписи во подрачната единица на Државна изборна комисија. За таа иницијатива беше потребно да собереме, значи, околу 5400 потписи од цел Карпош за прашање што не засега само нас од Карпош 4. Така е поставено во законот. Ние од почетокот знаевме дека тоа е малце нереално. Да. Не е реално, меѓутоа не сакавме да прекинеме. Сакавме да идеме до крај со тоа. И не сметаме дека тоа е неуспех, затоа зашто 2600 потписи што ги добивме не само од Карпош 4, туку и од други жители на други делови од Карпош се голем успех. Значи имаше таква акција во Карпош, волонтери носеа комши, соседи, се собира потписи во работно време. Значи во главном беа луѓе што се само 4 само работни. Се браеше големи напори за тие 2600 потписи што ги собравме, ние сме многу благодарни и сметаме дека е голем успех. Имавме уште една акција. Значи, собиравме потписи по станови. И тоа го искористивме за свикување на собир на граѓани, што законот за референдум и други облици на граѓанско изјаснување ни го овозможува. Значи, тие ги собравме, беше потребно 10% од урбаната заедница. Тоа беа негде околу, по наша проценка, 700-800 потписи. Ние собравме 2400 во рок од неколку дена. Значи, сите тие потписи во папки убаво ги однесовме во општина со барање за тој собир за граѓани. Значи, ништо не баравме, да. Третина од граѓани се покриша. Да, само да се дискутира за тој нацрт на ДУП-от. Значи, сакавме да го слушнат нашето мислење за да донесат некој заедно да дојдеме до онаква животна средина и онаков ДУП како што одговара на сите. Сега, кои се притисоците? Притисоците се што не го добивме, иако законот вика дека градоначалникот е должен да го свика. И сега имаме многу интересни ситуации, добиваме приписки, дописки од институциите, што се многу смешни, мислам, не ќе да навлегувам. Начинот, мислам дека е таков што самите закони се направени проформа. Значи, еве, ние ви даваме некои права, ама ако пробате да си ги остварите по тие закони, налетувате на многу сопки и дупки во закони. И они секогаш се вадат на тој начин. Значи, ја мислам дека и народот затоа се обесхрабрува. Значи, едноставно, треба да имаш многу силна волја и истрајност за да успееш во нешто. Меѓутоа, оваа група ние што сме собрани, мислам дека нема да прекинеме и продолжуваме и понатаму. Се надевам дека тоа ќе има плотика и другите и дека до негде ќе успееме некако да остануваме на барањето да се повтори јавната анкета, остануваме на барањето да се свика собир на граѓани, значи двете тие барања. Во крајен случај, еве да претпоставиме дека некој закон не бил, не сме собрале 5000, туку 2600, прво бевме изманипулирани. Нас не требаше од населба само 10%, не од цела општина. Собравме од цела општина, како му даде околу 5%. Така. Доволно е интересот дека третина од населба сака да го види градоначалникот. Значи, дури да некој закон не е исполнет, чисто од желба за транспарентност, ние сме го избрале, сакаме да соработуваме. Ние не викаме ништо, ние викаме соберете на јавен собир да дискутираме. Значи, ништо не се спротивставуваме на ништо, сакаме да дискутираме нешто што не било невозможно сред лето. Колку ве изморува објаснувањето дека барате нешто што како граѓани ви припаѓа вам, и, наместо да се оправдувате дека вие не сте членови на политички партии, дека не терате партиски агенти, колку тоа изморува? Дали на секој треба тоа да му се објасни секој пат кога барате нешто? Изморува точно со тоа што ние сите сме вработени, значи она слободно време што треба да го посветиме на фамилијата, ние читаме закони, правиме приписки, договарање, собири, состаноци, што како понатаму. А за разлика од тоа, тие што ги плаќаме со наши пари тоа да го работат во работно време, значи они идат тогаш во емисија, тогаш дискутираат и тоа што го работат не го сработуваат. Значи они вадат проформа дека нешто прават, колку да се рече дека прават, а не заради суштината да го направат тоа. Граѓанското мислење кај нас е нешто што се формира, односно за што се зборува последниве години и се чини дека како една помлада држава имаме проблем во тој дел. Колку е тешко вие на граѓаните Мерим да им објасните дека она што го барате е за доброто на сите, дека не е нешто што вие го работите за себе или за да добиете некои поени некаде. Имате потреба да го објаснувате тоа? Да, мене ми е тоа, барем мене лично ми е најголемата болка, затоа
затоа што јас не можам да допрам никако до свеста на луѓето. Мислам да допрам, па макар и тоа бил некој неформален разговор од типот на кафе или било каква седенка со пријателите, каде што многу тешко се доаѓа до мојата суштина, која што не е лична и не се однесува само на мене или моето семејство, туку се однесува на доброто на сите. Значи, тука доаѓаме до една бариера со општата депресија на луѓето, каде што стварно се чувствува тоа и апатија, каде што се чувствува тоа дека едноставно веќе не може да се борат за работите кои што, како што кажавте, се наше граѓанско право. Значи, тоа барем мене лично, најмногу ме засега, затоа што мислам дека кога еден народ е силен и кога еден народ за свое добро прво, па после за доброто на целата околина прави нешто со позитивна мисла, тогаш се може да се постигне. Мислам, апсолутно, не петиции, не дописки, не, значи се. Меѓутоа, кога имаме ние ситуација во која што ни 10, ни 15, ни 100 души не можеме да се собереме онака, без туркање и се, тогаш имаме проблем. Мислам дека луѓето чекаат ностоп некој прв да почне и тоа е многу тешко како на подножие на планина да истераш и после ако доволна маса се собере, па тогаш може да се приклучам затоа што вака ми е срам, ќе ме гледаат. Тоа е мислам стварно болка. А срам е да не те гледаат, срам е да си пасивен во суштина. Во суштина не е само право, кој што викаме обврска е да учествуваш во креирање на заеднички. Јас исто тоа го мислам. Ние сме атакувани така, на овој начин со сите тие градби, со сите со лошиот воздух, со и сега не знам некои чудни мерки, лепливи материи по магнезиум, калциум, как се викаше тоа? Кога ги проширува улиците фино лепо да остават трака за автомобили, трака за велосипеди, трака за пешаци, стават дрворед. Наопачки прават кров, а темелот ни го нема. На ситуацијата Башка, еве носам, има регионален environment центар, прирачни за вклучување на јавноста во процес на донесување одлуки за животна средина 2013. Се има овдека процедурално како може луѓе да влијат и кај да постапат и кај да се обратат. Веројатно е тоа нешто што во аеродром допрва ќе треба да го учат, предпоставувам. Секаде. Видите, се тоа го има на хартија. Не веруваме многу. Значи, многу малку ги има тие работи. И, например, ние кога почнавме во април месец, имаше одредени луѓе што се загрижија таа бројка, меѓутоа ја отфрлија. Тоа е огромна бројка, не е можно пола нација да се бонира. Сакате да кажете дека самите граѓани не веруваа во тоа? Самите граѓани не веруваа, значи дел од граѓаните не веруваа во тоа. Затоа што беше април месец, пролет, се раззеленува. Меѓутоа кога дојде сега негде, значи ноември, декември месец, а бога ми, јас мислам дека јануар месец ќе биде баш пикот кога ќе има најголемо загадување и баш и тогаш го очекуваме тој извештај од Институтот за јавно здравје да видиме дали ќе излезе и со колкава бројка ќе излезе на лица со респираторен проблем. Мислам дека тогаш граѓаните баш ќе бидат освестени и мислам дека баш тогаш ќе треба да се борат и мислам дека баш тогаш сите ние како граѓански иницијативи, Карпош, Аеродром, еве ние како ќе дишаме или ќе издишаме, Тетово исто, Битола, Кавадарци, мислам дека заедно треба да направиме нешто и мислам дека треба заедно еден на ниво на држава, да не биде на локално ниво. Има слух за окрупнување на оваа иницијатива за воздух. Сигнали има, ние тогаш сакавме да направиме нешто, меѓутоа знаете каква беше ситуацијата во мај во држава, имаше 5 мај се случи, потоа 9 мај и тоа се стиша. Меѓутоа во овој период имаме повторно сигнали исто и од Тетово, Битола, еве сега баш во ова што се видовме заедно, јас мислам дека треба нешто да се направи на државно ниво. Така, Ленча, ве прекинав. Заборев што ја мислам дека треба и тоа баш да го искористиме пред овие најавени политички избори, баш затоа зашто ова го правиме не од такви политички идеи, сите оние што ќе ги бираме понатаму да знаат дека мора да внимаваат на ова прашање. Значи пред се правото на живот, на чиста животна средина, на воздух и на се друго. Не е само какви политики ќе се водат околу другите работи. Мислам дека ова треба да има баш едно на прва точка да биде. Јас би сакала да гласам за луѓе што имаат програма како ќе го решат оваа ситуација, што ќе излеза значи со програма да ми кажат како ќе го решат
чистиот воздух, како ќе го оправат здравствениот систем, образовниот и така понатаму. А сте размислувале ли како иницијативи да се обидете со лобирање и со повикување на политичките представници, на партиските представници за кои што имаат гласа на најголем дел од луѓето, можеби не вие, и на тој начин да се обидете да ги истерате овие иницијативи како еден начин? Да, сме разговарале и ги повикуваме, еве сега јавно, сите партии, независно позицијски институции, да се приклучат, затоа што се работи за заедничко здравје. И поединечно сме разговарале на таа Проблемот со тоа е што ја мислам дека кога веќе ги повикувате, автоматски стварате слика дека ние, пошто веќе е сликата за нас оформена дека ние ли стоиме контра во моментот која и да е владеачка гарнитура и дека ние практично ја повикуваме онаа другата страна. Барем јас така доживам. Никако не случајно, да. Да, мислам таква е перцепцијата, далеку од тоа дека јас кажувам дека е така, туку мислам дека не сме против нештото, на пример, ние имавме фини, ја лично имав два составници што беа конструктивни, беа конфронтирачки, меѓутоа беа конструктивни, дискусија беше со во општината и ги повикуваме сите, значи и позиција и опозиција да се приклучат, се работи не за против партија или за против човек или против институција, него за здрав живот, заеднички здрав живот. Сите дишеме, сите им, мислам, дишењето е основа, може да не јадеш неколку дена, ама не можеш да не дишеш. Животот во Скопје и кај вас, Ангела, си ги има своите последици оставено. Што беше иницијално за вие да станете дел од иницијативата "Ќе дишаме или ќе издишаме"? Па, тукму мојот здравствен проблем беше иницијатор за оваа иницијатива, оствари. Веќе 4 години јас животот го поминував по тие клиники, значи пулмологија, алергологија, белодробни. Се појавија многу алергии кај мене, кои што беа од неспецифичен карактер. Значи јас бев, како и сите, сум била нормално дете. Никогаш во детството не сум имала проблеми со алергии, не сум имала алергии на одреден вид на храна. Меѓутоа, во овој период на мене пренагласено ми се појавија тие алергии. Значи имам алергија на компир, на морков, на сите видови билки, на домат, на не знам, на прашина, на многу. Значи јас буквално имав живот под стаклена ѕвона и постојано бев по таа некоја си терапија која што докторите ја препишуваат, те покажуваат дека тоа е помало зло, меѓутоа таа има огромни последици, поготово кај жените. Еве и кај мене се случи тоа да постојано бидам под кортикостероидна терапија, која што за жал иницираше одреден хормонален проблем и кој што мора да се заврши со хируршка интервенција. И сега јас по тие ходници, во тие институции, јас видов многу малечки дечиња. И тоа беше нешто што мина многу ме допре и што реков да ќе прочапкам по тие институции, по тие статистики на Министерството за здравство или Фондот за здравство, да видам колку лекови се трошат за респираторни проблеми на лицата со респираторни проблеми. И најдов на некои информации кои што едноставно ми го потврдија тоа што ја веќе го гледав во тие институции. Дека загадениот воздух е една од најголемите причини за тоа што се случува. И мислам, па загадениот воздух, тоа влијае на растенијата, на храната на која што се одгледува на ова поднебје, на пестицидите кои што се користат. Значи има ненормални податоци. И затоа јас не знам, многу ја барам поддршката на мајките со деца, еве како на пример како Мерима. Значи тие го тие осетиле на своја собствена кожа што се случува и заради тоа јас барам поголема активност на тој дел од граѓанството, значи на мајките со дечињата. Мада ќе кажам, извини што те прекина, дека сигурно и тие што планираат да имаат семејство се некои кои што можеби и повеќе од нас треба да се засегнати, баш поради тоа што на поколенијата треба да се мисли, треба да се планираат, а во вакви услови во какви што живееме, веројатно не можеме ни да ги планираме. Така. Ангела, од "Ќе дишеме или ќе издишеме" има ти еден став во однос на најновата мерка која што надлежните ја преземаат за намалување на загаденоста на воздухот, прскањето на улици со КМА средството, калциум, магнезиум, ацетат. Кои се твоите сознанија? Па ние се спротивставивме на одлуката улиците да се прскаат со калциум, магнезиум, ацетат, затоа што
читавме одредени студии кои што кажуваат дека калциум, магнезиум, ацетат всушност само ги лепи PM10 и PM2,5 частиците за асфалтот и тие така всушност полесно се вдишуваат од граѓаните и се подостапни и баш буквално така директно навлегуваат во крвниот систем, кардиоваскуларниот систем. Има одредени држави во кои што, например, како делови од Канада, овие калциум, магнезиум, ацетат е забранет за користење. Ние сме против таа одлука и сега не сакам да сите граѓански иницијативи не сакам она што го зборуваме да биде зборување на памет. Тука треба Министерството за животна средина да изработи една студија. Значи таа студија мора да се знае од што е загадувањето на воздухот и затоа ние се залагаме за тие мобилни мерни станици. Значи ние фиксните мерни станици не ни се буквален параметар за она што се случува. Кога вие имате мобилна мерна станица, таа се движи и буквално веднаш го детектира загадувачот. Значи тука немате лажни информации, лажни статистики. Затоа инсистираме Министерството за животна средина да набави мобилни мерни станици и од Министерството за здравство рекоа дека ќе ги набават утре уште пред 2 години. Набавени се. Институтот за јавно здравје за дечиња требаше во 2014 да биде готов, па не е готов. Значи тоа е тоа што се случува. Така. Ме интересира дали им верувате на институциите, велат дека средството КМА е сосема безбедно за граѓаните. Не е безбедно, еве, ајде да претпоставиме дека е безбедно сосема, така? Правени се истражувања како намалило во други градови. Не знам во кои градови беше точно, пошто читав и јас како ангела статистика. Меѓутоа се зборува за градови кои што се никогаш не биле над максимумот загадени. Значи многу помалку од Скопје биле загадени и КМА средството им донело некои 36% намалување на загадување у не знам неколку си години. Што значи тоа во Скопје дека за едно 200 години ќе се намали загадувањето? Плюс тоа, како што вика Ангела, ако тоа лепи по асфалт, онда иде у одводни води. Ако лепи по асфалт, на тоа што го дишиш лепи по плуќа. Да, баш така. Полесно сте. Ако сме реални. Холанѓаните ја тужија својата држава конкретно за климатските промени, кои што се случуваат таму и победија. Ако здравата животна средина е наше уставно право, имаме можност и размислуваме можеби за една граѓанска тужба? Или уште сме далеко од такво нешто? Може да сме далеко. Спремаат. Од тето спремаат таква граѓанска тужба и јас мислам дека зошто да не би им се приклучило. Само кој би тужеле државата, тие пари пак се земаат од граѓаните, така? Да. На тужбите, точно. Цело време исто. Некој се тетува, ако се станете горе на водно и гледате, од таму доаѓаат маси навака. Ако е чист денот и се гледа. Значи не е дека од Скопје загадувањето само од Скопје. Него доаѓа и од кај нив, значи ние веројатно и Скопје како екосистем не може да се изолира од сите останати. И јас имам една идеја, сега не знам дали е тука време, мислам или темава, само така едноставно не ми е јасно како ние наши представници, било по парламент, било по државни институции. Партија на зелените има место. Така, значи сите тие што работат од нашите пари. Едноставно немаат никаква одговорност тоа што го работат. Значи донесуваат закони што се штетни за нас или не донесуваат закони што за нас не требаат. Немаат никаква кривична одговорност. Имаат морална одговорност. Што значи тоа? Значи не може некој да не можеш кривично да ги ниеден член. Не ми е јасно, мислам, како ние да се заштитиме? Секој што работи за една плата си сноси некоја одговорност. Ако сгреши или не изработи добро, може да изгуби таа работа. Он ништо, они имаат само привилегии, имаат плата, а никаква одговорност. Мислам дека тоа сега, во овој момент, треба исто така да го предучиме и сите оние што ќе седнат да не представуваат, мислам многу убаво да размислат, кои ќе дигнат 2 прста на закон што не го прочитале, или на одлука што ќе ја донесат, а потоа се вадат на тоа дека не биле доволно информирани. Тоа ти е работа, за тоа ве плаќам. Така, меѓутоа ќе се согласите веројатно за да стигнеме до тоа ниво треба кога ќе има вакви граѓански иницијативи луѓето да бидат позаинтересирани и дека ќе треба многу повеќе да излегуваат на протести барајќи си ги своите права, бидејќи сега протестите ни стануваат еден начин да бидат масовни, меѓутоа и со личен пример да покажат тоа што сака. Така. Ленче, вие бевте побројни на протестот во неделата во 11 часот пред општина Аеродром од самите луѓе од Аеродром. Што кажува тоа?
луѓето од Карпош беа побројни на протестот за чист воздух во аеродром. Па би биле повторно бројни било каде да се организира, затоа што заеднички ни е воздухот. Ние ги мотивиравме и кај нас наслаба и генерално да доаѓаат, така да. Мерима, што ќе се случува во недела? Има некакви најави, ќе продолжат протестите, што прави иницијативата? Почнувате ли да се окрупнувате, можеби? Во недела најверојатно ќе има протест. Мислам, тоа не е Најверојатно протест, тоа е собир. Да. Ајде да не протестираме одма. Да, меѓутоа јас пак ќе замалам сите оние, мислам, ќе ги замалам воопшто моите сограѓани прво во насилбата малку повеќе да се вклучат во оваа иницијатива, затоа што многу не доаѓаме во не доаѓаме на интерес, не добиваме интерес од граѓаните на аеродром. Баш и како што кажавте, значи буквално беа граѓаните од Карпош побројни на собирот кој што се организираше. Не се интересирани се луѓето од аеродром или па се плашат да тоа не знам да ви го мислење? одговорам. Тоа стварно не знам, можеби треба малце повеќе време да помине, можеби треба малце повеќе ивенти да се организираат, да се можеби укрупниме со ресоциализација и со другите вакви групи, за да станеме малце поголеми, значи сепак сме нови, ова само се случи еднаш. Планираме да се случува и понатаму, така да мислам дека ќе расте, дека нема да оди надолу. И да бидеме малку конкретни, значи луѓето помалку да користат автомобили, поише јавен превоз, тоа е една работа. Друга, еднак колку што допринесуваат автомобилите. Да тргнеме од себе, сакате да кажете прво? Да тргнеме од себе, лично, дома, да, и секој од својата населба, општина, секаде масовно во Скопје се гради. Се руши, се гради, се сече. Јас мислам дека сите населби и општини треба тоа да го покренат. Ама дали ова ми е многу интересно. Дали можете граѓанин во аеродром кој што живел во барака која што е 45 години стара и која што доаѓа предприемник да му ја земе и да му вети уште 3 стана на сметка на бараката која што ќе се сруши, кој е моментот со какви аргументи вие тој граѓанин можете да го убедите да не го направи тоа? За тој приватник го убеди некого дека сака да гради таму, он прво треба да има маркица дека таму треба да има зграда. Ако нема маркица за зграда, да, сакам да ви кажам дека пак се враќаме на проблемот на регулативата која што треба општината да ја имплементира. Значи, аеродром се изгради со облакодери, да не изборам за трите кули. Значи, огромни згради се прават, нема потреба. Не проаѓа воздухот низ населбата, огромна населба е. Знаете што тоа има еден правилник нормативи за градење, значи ние го гледавме за ДУПот кој требаше да изанализираме, таму си има убаво препишано нормативи за квалитет на живот и таму се подразбира колку паркинг места ти следат, нигде не пишува колку зеленило ти следат како норматив. И колку воздух ти законите се така направени да им одговараат на тие што градат, на тие што имаат профит, Има морам да потсетам на една ситуација се случи пред непол месец. Мислам дека само ние ќе дишеме или ќе издишеме и реагиравме за тоа официјално со соопштение. Имате затварање на обиколница на Скопје. Да. Значи затварање на обиколница на Скопје во кој што целиот транспорт, сите автомобили и тешки товарни возила поминуваат низ центарот на Скопје. Цел месец. Ама чекај, тука имаше реакција загаден град. Тука имаше реакција само на цивилните граѓани во нивните постови на социјалните мрежи, на Твитер и слично. И вие. Снимаме братучет сниме за 870.000 лица со респираторен проблем. Значи повторно ние бевме као партиска пријава оквалификувани и вие немате ниедно соопштение од Министерство за животна средина. Тоа ниту пак од никоја си партијата на зелените, мислам дека не знам дали изреагира. Имате чувство дека се буди граѓанската свест? Полека, ама се буди. Многу бавно. Треба да имаме предвид дека буквално ништо од ова не е застапено во медиумите. Значи, претходно, пред да почне емисијата, зборевме колку за оваа загаденост се збори по медиумите. Значи, ќе дојде еден момент декември, јануари, кога нонстоп ќе биде ова, меѓутоа и тоа најверојатно со цел да се скрене вниманието од некоја друга активност, а не со цел тоа да му помогне на народот да размислува дека не е во ред. Така. Она што можам да го ветам, значи дека Радио МОВ и тоа како ќе продолжи да ја следи темата која ја следиме интензивно и изминатиот период. Тука некаде ќе привршиме со едно последно прашање. Ангела, ќе дишеме или ќе издишеме? Мора да дишеме.
Ние секако дишаме, Ние кажи. секако дишаме, ама што дишаме? Не знам, повторно ќе... И нека се борат за почист воздух. Останете со нас. Да издишаме сега се. Може? Многу пристојни бевме, ајде. Добро. Како за прв пат, вака.